Едукатор, воспитувач, втор родител. Вака ги нарекуваме личностите кои се задолжени да не подучуваат за време на училишните денови. Наставниците се оние кои ги запознаваме во моментот кога за првпат седнуваме во училишните клупи. Денес се одбележува Светскиот ден на наставниците, а какво е чувството да се работи како наставник, ни опиша Весна Станоевиќ, која подучува дечења во основното училиште Истикбал во Тетово. Напорна работа која одзема многу време, но како што вели Весна, секогаш е интересна, бидејќи постојано се усовршуваат и реализираат најразлични активности. Љубовта кон дечињата пак им дава желба за континуирано вложување и постигнување успех. Вели и од нив може многу да се научи. Поимот наставник е многу интересна именка која што го опишува наставникот не само како работно лице, туку го опишува како човек, родител на училиште, воспитувач, едукатор. Нашата работа е многу, да речам, тешка, огромна и обемна. Зошто? Затоа што ние со дечињата поминуваме дел од нивниот живот. Ги воспитуваме, не само што ги учиме, значи ги воспитуваме. Секојдневната работа ни открива многу нивни проблеми, нивни идеи, нивни моменти кои што сакат да ги споделат со нас. Ние секојдневно тоа го работиме и се трудиме на секаков начин да ги облагородиме со знаење, да ги облагородиме со добри навики, кои што ќе останат трајно во нивните карактери. Секое дете е свое суштество посебно, секој си има свој карактер. Значи, во секоја група на деца, дали се многу или малку, може да постои многу поголема динамика на работа. Јас досега имам 28 години работно искуство, работам претежно со мали деца, значи од прво до пето оделение, но и тие се динамични. Зошто се динамични? Затоа што секогаш сакат да откријат нешто ново, секогаш многу прашуваат, истражуваат и секако динамични сме постојано. Наставниците се активни и вон работното време. Секогаш се подготвуваат за наредниот ден според утврдената програма. Часовите се трудат да бидат интерактивни и динамични, за да го задржат вниманието на учениците. Со добрите услови за работа, има простор и слобода за поголема креативност и поиновативен пристап во пренесувањето на знаењето на децата. Активностите ги работиме во согласност со Бирото за развој на образованието, што ни ги нудат програмите и самото Министерство за образование и наука на Македонија. Се обучуваме, сите тие техники и начин на работа ги применуваме тука. Скоро, значи во минатата недела го одбележавме денот на пластилинот, го имаме нашиот календар на денови, кој што цела година ни нуди многу благодет и многу интересни активности. До самиот наставник е на кој начин ќе ги одбере тие техники и начини на работа. Секој наставник треба да биде сам креативен и во согласност со планот и програмата за работа да ги реализира тие активности и да останат како трајно знаење кај децата. Често пати, ако дојдете на кафе кај некој од наставниците дома во домашна атмосфера, можете цела дневна соба да ја видите како ја претворил во некоја си мини мала игротека, канцеларија и така натаму. Да, ни треба многу време за подготовка, меѓутоа љубовта кон децата и работата си го прави своето. Наставниците често се дел од едукативни семинари, на кои изучуваат нови методи кои ги применуваат во образовниот процес. Но она што најмногу ги мотивира за да бидат што подобри во својата работа е љубовта кон професијата и децата. Светскиот ден на учителите е прогласен од УНЕСКО во 1993 година. Македонија го одбележува од 1994.